Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. ВМРО ДПМН од Скопје, СДСМ од Крушево. Вечерва и официјално тргнуваат партиските карвани за локалните избори. Наместо надпревар во идеи, ќе преовладуваат обвинувања и напади, сметаат политичките аналитичари. Граѓаните новија избори имаат две опции. Нема трета опција. Се согласувам со премиерот кога вика дека граѓаните имаат две опции. Едната е напредна, проевропска. Инспектор на УЈП, брат на председателката на Кривичен, го информирал синот на газда Деко кога и каква инспекција ќе има, а за возврат добивал подароци. Зошто не е опфатен со истрагата и се уште работи во УЈП? На 4 ноември Бугарија и Македонија ќе го потпишат договорот за изградба на заедничкиот прекуграничен тунел, најави бугарскиот министер за транспорт Караджов. И това ще бъде последната крачка. На онкологија повторно недостига терапија, се жалат пациентите. Проблемот е во големите тендерски процедури. Клиниката вината за доцнењето ја префрла на дистрибутерите. Денеска и официјално почнува изборната кампања за локалните избори, закажани за 19 октомври. Битката во 80 општини и градот Скопје ќе ја водат над 300 кандидати за градоначалници, како и над 10.000 кандидати за советници. Првиот митинг владеачката ВМРО ДПМН ќе го одржи во спортската сала Јане Сандански во Скопје, а главната опозицијска партија СДСМ во Крушево. Ивана Стојановска. ВМРО ДПМН од Скопје, СДСМ од Крушево и Демир Фисар ја стартуваат кампањата за локалните избори. Кандидатите за градоначалници и носителите на советничките листи и двете партии ги промовираа викендов на неколку дена пред официјалниот старт на кампањата, која ќе трае до 17 октомври на полноќ. ВМРО ДПМН е под слоганот вистинскиот избор, СДСМ со парола се бориме за нашиот дом, ќе ја бараат поддршката од граѓаните. Очекувањата на премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Мицковски се дека предизборната кампања ќе биде мирна, но во спротивниот табор, според него ќе доминираат лаѓи, конструкции и подметнување од минатото. Две опции. Една опција е коалицијата СДСМ, ДУИ и Левица. Тоа е едната коалиција, тоа е едната опција, треба сите да знаат. Ако некој мисли дека тоа во обланда се сервира, не, тоа е јавно, јасно, профилирана коалиција. И втората опција е ВМРО ДПМН со коалицијата, така што граѓаните имаат можност, нема трета опција. Трета опција не постои. Секој некој што мисли дека со седење дома, со абстинирање ќе казни некого или пак ќе покаже пркост или пак ќе испрати некаква порака, се лаже. Филипче пак возврати дека СДСМ не е во коалиција, ниту со ДУИ, ниту со Левица. Вели граѓаните на локалните ќе избираат помеѓу проевропското СДСМ и политиката на блокади на ВМРО ДПМН. Најави дека како партија ќе водат позитивна кампања, додека од спротивната страна очекува конструкции и клевети. Ние немаме коалиција ниту со ДУИ, ниту со Левица, меѓутоа се согласувам со премиерот кога вика дека граѓаните имаат две опции. Едната е напредна, проевропска опција која што нуди честни и добри кадри кои што покажа како се работи за доброто на граѓаните, а тоа е СДСМ, и другата опција е ВМРО ДПМН кои што се служат со лажни кампањи, со лаги, со клевети, кои што се докажаа дека се неработници, кои што се докажаа од тоа што го прават дека го блокира и го запустеа градот Скопје. Првиот круг од локалните ќе се одржи на 19 октомври, а вториот на 2 ноември. Во трката за градоначалници влегуваат 309 кандидати, а за општински советници поднесени се 576 советнички листи со вкупно 10.490 кандидати. Право на глас ќе имаат 1.832.415 гласачи. Најголем број кандидати за градоначалник има за градот Скопје, дури 16, од кои само една е жена.
Дејан Трајковски известува за првиот ден од нивната кампања. 16 кандидати за градоначалници, секој со својата визија за нормализирање на метрополата, ја започнаа кампањата и борбата за гласот на скопјани. Најрано за 20 дена ќе се знае кој ќе ја преземе главната канцеларија во оваа барака, а со тоа и проблемите и предизвиците во кои се наоѓа Скопје. Ќе се вложам до последен атом да се реши состојбата во која е градот, порача кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски, чија програма за хумано Скопје лежи на 7 столбови, од кои еден е 20 годишна визија за градот до 2045 година, но пред се вети дека уште во првите 3 дена ќе го светне Скопје кое се гуши во смет. Во првите 72 часа, откако ќе го превземам местото градоначалник на градот Скопје, по поддршката од граѓаните кои што силно ја очекувам да ми ја дадат, ќе започнеме со активност каде што ќе се вклучат сите општини, за да помогнат на градот и за 72 часа конечно Скопје да блесне. На Скопје му требаат темелни промени и јас сум спремен да дадам се од себе, да не се штедам, до последен атом да се вложам. Со хаосот од сметот, првиот ден од кампањата го започна и кандидатката на СДСМ Каја Шукова, која вината за состојбите ја гледа во препукувањата на релација Арсовска ВМРО ДПМН. Таа најавува дуплирање на урбаната опрема за смет и нови камиони за собирање на истиот. Сега ветуваат дека за Орце Ѓорѓиевски дека 72 часа ќе го исчисти Скопје. Тоа се нереални ветувања. За разлика од Орце Ѓорѓиевски, јас имам реален план како да се исчисти градот Скопје. Ние зборуваме за ново паметно решение кое што ќе значи нова опрема и ќе значи GPS комуникација со опремата во Скопје, односно да знаеме во реално време дали ни се полни контейнерите и кога треба да се празнат. Недовршениот мост на Љубљанска во Карпош беше инспирација за почетокот на кампањата на двајца кандидати, Александар Трајановски од коалицијата Искуство за Скопје и на независниот кандидат, професорот Горан Марковски, кој е автор на проектот за мостот. И двајцата посочија дека тој го символизира Скопје како жртва на политиката која го блокира развојот. Ке мора да почекаме некој политички да се надмине некои суети да бидат задоволени или исполнети, за да нели граѓаните го добијат она за кое што го дале својот глас, или прво да се удоволат партиските интереси, а потоа интересите на граѓаните. За жал, овој мост и мостот Асном, Михајло Апостолски на булеварот Асном, кои случајно се мои проекти, се заглавени во политичките препукувања и еве веќе неколку години стојат неупотребени. Освен Ѓорѓиевски, Шукова, Трајановски и Марковски, во трката за градоначалник на Скопје се Искендер Реџепи од коалицијата предводена од ДУИ, Башким Бекју од Вреди, Амар Мециновиќ од Левица, Зоран Јовановски од Единствена Македонија, Вангел Божиновски од Родина Македонија, за ТМРО Александар Рашковиќ, Владимир Куновски за Работничка партија, Александар Тортевски од Твоја партија. Партиите на ромите ги кандидираат Демир Исмаили и Срџан Амет, а независни кандидати се и Драган Николовски и Сашо Маневски. Кампањата е одамна почната, коментираат дел од политичките аналитичари кои очекуваат во следните 3 недели наместо надпревар во идеи да преовладуваат обвинувања и меѓусебни напади. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Изборната кампања официјално започна денеска, но веќе неколку месеци политичките партии се однесуваат како да се во кампања, велат политичките аналитичари Благојче Атанасовски и Насер Зибери. Двајцата се согласни дека риториката која и досега беше употребувана е јасен показател во каква насока ќе се движи целата кампања. Предупредуваат дека наместо надпревар во идеи, голема е веројатноста да гледаме обвинувања и меѓусебни напади. Во ситуација кога македонската политичка култура, односно не култура во изминативе 35 години, не укажувала на примери каде што постојано имаме тешки обвинувања за криминал, за предаства, за корупција. Очекувам дека и оваа кампања за овие локални избори ќе има тешки обвинувања меѓу опонентите и во така наречениот етничко македонски, во така наречениот етничко албански политички блок. Од таа гледна точка за македонски услови очекувам прилично
досадно, условно кажано, македонска кампања со познатиот македонски политички фолклор. Риториката сигурно нема да се менува. Секогаш противникот е лошата варијанта и на која не треба да и се даде доверба да управува со општините. Но тоа е веќе се слушнати фрази и со кои граѓаните на некој начин се навикнуваат. Особено интересна според нив ќе биде трката во поголемите општини, но и во средини, каде што резултатот е традиционално неизвесен. Жестока битка за градоначалничка функција се очекува да се води за неколку општини. Се очекува многу интересна битка во општина Карпош, каде што имаме 5 компетитивни кандидати или 5 кандидати кои ќе се борат за освојување на гласовите на граѓаните. Во така наречениот етничко-албански политички блок се очекува огромна политичка битка во општина Чаир, ќе биде интересно да се следи и општина Тетово и другите општини во Западна Македонија, каде што не се знае со сигурност дали би победил кандидатот на ДУИ или коалицијата Влен. Ќе биде интересно да се следи Струмиц. Пред се ќе ги издвојам неколку општини, како што е Чаир, Тетово, Струга до некаде. Во другите делови од земјата мислам дека ситуацијата ќе е поддефинирана и не очекувам некои поголеми изненадувања. Во Скопје може да се општините Карпош, по недефинирана, Центар, Ѓорче евентуално. Иако изборните програми се уште не се промовирани, во однос на предизборните ветувања, Атанасовски и Зибери сметаат дека граѓаните не треба да се залажуваат со теми како хигиената во градот, туку од идните градоначалници треба да бараат идејни проекти за големи инфраструктурни зафати, кои ќе го олеснат животот во градовите и селата низ државата. Вработените од паркови Зеленило повторно на протест бараат исплата на плата за август. Мислам дека крајно време институциите да се позанимаваат за сите комунални јавни предпријатија. Зошто се вакви ситуации? Даночен инспектор во УЈП Штип, брат на председателката на Кривичниот суд Скопје Даниела Димовска, бил во комуникација со газдите на дискотеката Пулс. Ги информирал кога и како ќе се врши инспекција, а за возврат добил подароци. Покажуваат пораките од нивните мобилни што ги објави Ирала. Иако тие се дел од доказниот материјал доставен до судот заедно со обвинението, инспекторот не е опфатен бидејќи немал врска со пожарот, велат од обвинителството. Михајло Видимилиски ги има деталите. Драган Паунов, инспектор во УЈП, инаку брат на ВД председателката на Кривичен Даниела Димовска, бил во постојан контакт со синот на газдата на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко. Во сторијата која ја објави ИРЛ бе обелоденети пораки помеѓу Михајло Јованов и инспектори од УЈП, ДП и полицијата. Комуникацијата посочува на дојави до дискотеката пред да има инспекцијска контрола, сомнеж за подмитување со подароци, а се наведува и дека полициски инспектори наводно биле редовни гости во објектот кој работел иако не ги исполнувал неопходните услови за тоа. Од јавното обвинителство одговорија дека оваа комуникација е дел од доказниот материјал и по неа се постапува и се вршат проверки. Законските надлежности на УЈП се однесуваат на контроли за даночни и финансиски прашања, а не на безбедносни аспекти, па од тие причини тие не беа опфатени со поднесеното обвинение. Действија кои не можат да се доведат во контекст со последицата изразена преку кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ не беа предмет на ова обвинение, па проверките во однос на УЈП се вршат во контекст на евентуални коруптивни и други кривични дела на поединци.
Од Управата за јавни приходи за Канал 5 вела дека се преземаат соодветни активности за обезбедување на релевантни докази поврзани со објавените наводи, вклучително и можната инволвираност на споменатите даночни службеници во други слични дејствија. Прашан за коментар околу историјата на ИРЛ, премиерот Христијан Мицкоски рече дека секој кој е поврзан со случајот треба да одговара, но и дека не е задоволен од работата на обвинителството. Ако е прашањето дали сум задоволен од работата на обвинителството, мојот одговор ќе биде не сум задоволен. И токму тоа беше причината зошто поддржавме во парламентот смена на Коцевски, а зошто СДСМ и ДУИ не ја поддржаа смената на Коцевски, тоа е друго прашање. Така што треба секој оној кој што на било каков начин и во било каква форма има било каква поврзаност со тој случај да биде изведен пред лицето на правдата. За председателот на СДСМ Венко Филипче пак историјата на ИРЛ е доказ дека власта направила се за да ги заштити своите функционери. Ние изминатиот период видовме дека оваа власт направи се да заштити своји функционери во истрагата за Кочани. И еве сега гледаме дека практично тие биле многу чести гости и привилегирани гости на таа дискотека. Плюс да не беа нашите пресконференции кои што обелоденувавме многу работи и факти, огромен дел и од тие што беа офатени немаше да бидат офатени со истрагата. Јас жалам што можам да констатирам дека вчера преку тоа мислам дека го видовме најгрдото лице на оваа власт. Од Скопскиот кривичен суд вела дека до крајот на неделата се очекува да се одлучи дали ќе го прифати обвинението, а одолговлекувањето на постапката за негова оценка го правдаат со тоа што се работи за обемен предмет и доставата кај дел од адвокатите не можела да се реализира на време. Со оглед да во овој момент сите обвинети и нивни бранители го имаат примена обвинителниот акт и на 3.10.2025 година истекуваат сите законски рокови за прием и достава на приговор, со што се исполнуваат сите услови за оцена, па се очекува актот до крајот на неделата да биде оценет, зашто јавноста и странките ќе бидат навремено известени. Посебна истрага за 10 полициски службеници од Кочани и Штип се води во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, од каде вела дека активно се постапува и се анализираат прибраните докази. Бугарскиот министер за транспорт Гроздан Караджов соопшти дека на почетокот од ноември со македонската влада ќе биде потпишан договорот за изградба на заедничкиот прекуграничен тунел со Македонија во рамките на коридорот 8. На 4 ноември по вече взаимно съгласие с правителството на Северна Македония ще подпишем с моя колега споразумението за общия трансграничен тунел. И това ще бъде последната крачка. Всъщност предпоследната е вече в ход, последната се надявам на 4 ноември да подпишем договора за тунел. Повторно недостигаат некои од лековите на клиниката за онкологија, се жалат пациентите. Од клиниката признаваат дека има доцнење со набавката, но вината ја префрлаат кај дистрибутерите и поради тоа најавуваат промени во процедурите. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Буџет за лекови на клиниката за онкологија и радиотерапија има, но лекови редовно нема. 2 недели ги нема лековите палбоцицлип и рибоцицлип и додатоци во хемотерапиите, реагираат од Сдруженијето Хема Онко, објаснувајќи дека мора да има промена во целиот систем за набавка на лекови. Проблемот е во големите тендерски процедури, кои што дополнително го комплицираат набавувањето на овие лекови. Дали е решението најдоброто решение сепак да ти овие лекови се префрлат на позитивната листа Б, значи на болничката, да не се подигаат во аптеки, меѓутоа да бидат на позитивната листа на клиниката за онкологија. И другото решение можеби е да се веќе да се размислува за долгорочни набавки. Значи набавки кои што ќе бидат за 2 години, можеби и за 3 години. Од клиниката за онкологија и радиотерапија за Канал 5 објаснуваат дека лековите од утре ќе ги има на клиниката. Проблемот е во доцнењето од страна на дистрибутерите
дистрибутерите на кои му укажано лековите да стигнуваат на време. И од клиниката апелираат ревидирање на позитивната листа на онколошки лекови. Најчест проблем е ако за дел од лековите на тендер не се појави понудувач. Тогаш пациентите сами ги бараат и ги купуваат лековите, објаснуваат од Хема Онко. Сандостатинот, например, некои 300 пациенти во Македонија го примаат. Меѓутоа, никој од дистрибутерите не се јавува на тендерите и тој тендер веќе 6 пати се јавува. Значи, не може државата да нема решение во тој, нели, мора, ако никој не се јавува, онда на некаков начин мора да се направи тој тендер да се исполни. Значи, мора да има некаква промена во начинот на тендерирање за лекови, зашто знаеш сите одат врз база на јавни набавки и нели мора најниската цена, мора тоа да оди преку тендер. Меѓутоа што правиме во овие случаи кога никој не се јавува на тендер? Од клиниката потврдија дека апаратите за брахитерапија работат, но застојот во зрачната терапија е во тоа што во тек е испорака на радиоактивниот извор за брахитерапијата, што требало да се испорача за 1 до 2 недели. По завршувањето на целиот процес, пациентите ќе бидат повикани, потврдуваат од онкологија. Следува изборната хроника од првиот ден од кампањата, веднаш потоа и само вистина. Во централните вести толку. Пријатно.